Почитувани граѓани, почитувани медиуми, судството и обвинителството под контрола на Мицкоски го спаси Никола Груевски од одговорност за предметот Талир 2 и го одмрзна криминалниот имот на ВМРО. Белата палата вредна 14 милиони евра и останатиот партиски имот во вредност од 2 милиони евра се повторно во рацете на ВМРО. Така изгледа кога криминалната организација е на власт и го контролира судството, таа се грижи само за себе и да ги спаси своите од одговорност. Реформи во правосудството нема, правда нема, има криминална власт. Сега на сите граѓани им е јасно зошто ја тргнаа Ленче Ристовска, зошто и беа одземени овластувања, зошто таргет беа суди и обвинители, сите поврзани со предметите Талир 1 и Талир 2. На сите им е јасно зошто беше поставена обвинителка од тефтерчето на Сашо Мијалков, зошто се менуваат и назначуваат судии блиски до Мицкоски. Кога беа во опозиција, ВМРО постојано ја напаѓаше судијката која го водеше предметот и бараше нејзино разрешување, јавно вршејки притисок. Како власт им успеа. Прво се отстрани обвинителката која со години ги водеше предметите за незаконско финансирање и за криминалниот имот на ВМРО. Потоа се постави обвинителство по мерка на власта на телефонска линија, секако со Мицкоски. Како што Мицкоски им диктираше насоки по телефон, како што им делеше задачи со чувства од собраниската говорница, од телевизија. Ете така. Сега Груевски, човекот кој избега во Унгарија и понатаму продолжува да ужива, без да се соочи со одговорноста само поради Христијан Мицкоски. Мицкоски не бара негова екстрадиција, не ги испраќа документите кои со месеци патуваа од една до друга институција и никогаш не беа испратени. Намерно. Ова, почитувани, е свесна заштита на Никола Груевски, најголемиот символ на криминалот и корупцијата во Македонија. Вистината излегува на виделина, но наскоро доаѓа времето на правдата и на одговорноста. Наскоро државата повторно ќе им припадне на граѓаните. Фронтот за вистина и правда ќе се погрижи да одговара не само Груевски, туку и сите негови ученици и продолжувачи на неговото дело. Ви благодарам.